Здруженијето на пензионери од Кочани 9-та година поред ќе организира средбата на пензионерите од Македонија кај манастирскиот комплекс во селото Пантелеј Кочанско. Оваа средба ќе се одржи на 11 август, вторник, непосредно по одбележувањето на манастирската слава на Свети Пантелеймон, која е во недела на 9 август. Како што не информира претседателот на Здруженијето на пензионери од Кочани, господинот Ѓорги Серафимов, подготовките за средбата течат во најдобар ред и се очекува присуство на повеќе илјади пензионери од цела Македонија. Според Серафимов, за учество на пензионерската средба се поканети 38 пензионерски здруженија од цела Македонија, а посебен акцент е ставен на пензионерските здруженија од источниот, северниот и централниот дел на Македонија. Се очекува и годинава во Пантелеј на еднодневен пензионерски заеднички собир да присуствуваат и пензионери од Охрид, Прилеп, Битола и Тетово. На средбата се поканети да присуствуваат и представници од Сојузот на пензионерите на Македонија, градоначалниците од општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Блешево, како и раководители на подрачните единици на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и за здравство. За културно-уметничката програма, која ќе трае од 10 до 17 часот, ќе се погрижи оркестарот од Здруженијето на пензионери од Кавадарци со двајца солисти на народна музика. Се очекува на средбата во Пантелеј присутните гости и учесници да ги поздрават претседателот на Здруженијето на пензионери од Кочани Ѓорги Серафимов, претседателот на Сојузот на Здруженијето на пензионери на Македонија Драги Аргировски, а средбата да ја означи за отворена градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски. И на оваа традиционална пензионерска средба ќе биде подготвен ручек, гравче со пушено месо, а пијалоците ќе бидат понудени по пригодни цени. Сообраќајот од Кочани до Пантелеј и назад ќе го регулира полициската станица од Кочани.